Читувана колешке, се согласувам за сликите што ги покажавте. Може би токму затоа и Костадин победил во Струмица. Но сум сигурен дека токму ради тоа што го покажавте за сликите во Кавадарци, Митко Јанчев победи во првиот круг убедливо. Имаше убедливо највисока победа процентуално во државата и мислам дека победата од 3:1 е сосема доволен индикатор дека граѓаните го препознаваат тоа што тој човек успешно го направил и ја води општината. И сум прилично сигурен дека ако продолжи така, ако продолжи да ги реализира делата кои што вие ги покажавте преку слики, сигурно ќе има уште еден успешен мандат како што му е и вториот. Тоа го кажуваат изборните резултати, впрочем затоа и граѓаните излегуваат на избори и го поддржуваат. Од аспект на она што го кажавте за студентскиот оброк, ќе се сетите дека тој беше предлог од пратеничката Зајкова Моника, колку што се сеќавам, од Либерално-демократската партија. Па потоа имаше уште еден момент на кој што би сакал да ве потсетам, тоа е еден спорен закон на кој што сакавте да им ги одземете сите обврски на студентите, на кој што бевте и вие подпишана, па потоа го повлековте законот и ние имаме амандман. Цениме дека согласно новонастанатите ситуации не треба да биде 140 денари, треба да биде 200 денари. Имаме индиции дека чим буџетот ќе има повеќе приходи, амандманот е на маса, понудата е тука, можеме да се согласиме и тоа да го покачиме да биде за дополнително евро по студент, нешто што сметаме дека согласно приходите кои што ќе дојдат во новиот буџет, 5,5 милиарди евра, нема да биде голем изаток да им се помогне на студентите. Ете, нема да говорам што сме направиле ние за студентите, бидејќи тоа е еден личен момент на кој што сум особено горд. Ке ве потсетам само на два моменти, за еден за кој што имаме приватно разговарано со вас. Тоа е дека во 90-тите години, во раните 2000-ти години, партиципациите за студирање беа особено високи. Ако некој би ме прашал на прва која е мерката на која што сум најгорд од претходната влада на ВМРО-ДПМН, е тоа што партиципациите за студирање на државните универзитети беа многу намалени, за да може едно просечно македонско семејство, двете деца да си ги запише на факултет, за да двете деца може да студираат и да имаат повеќе шанси за успех во животот. Вие треба да го знаете тоа повеќе од мене, бидејќи маката на студентите кои што не се од Скопје, кои што доаѓаат од другите градови да студираат во Скопје, е неколку пати поголема од тие студенти кои што живеат во Скопје, бидејќи имаат сериозни затоци нивните родители, и тоа е мерката на која што сум јас најгорд. Но јас ќе ве потсетам на вас на друга работа, еден амандман кој што ја лично го поднесувам неколку пати, а тоа е за изградба на студентски град, нешто кое што се вети од вашата влада и кое што не е реализирано, и го поднесувам не од начин или од желба затоа што знам дека ќе биде прифатен или дека ќе биде направен, свесен сум дека нема, туку заради тоа што беше искористено како една огромна брутална лага, која што сметам дека е надвор од сите моменти на политичко джентълменско однесување и функционирање, односно заради тоа што политиката не треба да биде сватена како арена во која што тој што ќе има поексклузивни ветувања треба да добие повеќе гласови, туку како база на која што сите кои што ќе ги дадат ветувањата кои што се реални, ќе треба и да ги остварат. За антикризните мерки, ете да не кажам дека јас сум го кажал тоа, како што кажав ќе комуницирам со изјави кои што ги комуницираат официјални државни институции. Прочитајте го ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија за 2021 година, оно истиот каде што имаше и внесено оние морбидни, би кажал, вознемирувачки содржини за клиниката за онкологија, и ќе видите дека Државниот завод за ревизија кажал дека антикризните мерки се нетаргетирани, дека нема никаква контрола на трошењето на народните пари кои што биле дадени на компании на кои што можеби не би требало да бидат дадени, и колкав ефектот на нивната успешност. Ако ме прашате за овие антикризни мерки, прво јас ќе ве замолам, еве го тука министерот, тука се луѓето од министерство, излезете, кажете колкава е тежината на тој пакет, но на реални мерки и на реални средства кои што ќе завршат кај граѓаните. Немојте да манипулирате, не сакам да употребам силен збор, 660 милиони евра, од кои што 400 милиони евра се заеми кои што треба да бидат поминати во собранието. Не е тоа антикризна мерка. На наша лична добра волја, ви отворено ви кажам, на наша лична добра волја, и заради тоа што ние сметаме дека тие заеми треба да бидат поминати, вие ќе можете да ги кажете тие средства. Затоа што голем дел од тие средства можеби
нивниот трак од кога ќе бидат изгласани и внесени во централниот буџет повеќе нема да им се знае. Ама не може вие да кажете 660 милиони евра, од кои што 400 милиони евра се заеми кои што треба да поминат во собрание. И ако отидеме на тоа колку од тие антикризни мерки ќе треба да завршат кај граѓаните, дали има пари во наредниот буџет, е отворено. Ви кажувам дека нема. И по трет пат денеска ќе ви ја кажам и ставката која е. А дека се трошки, се трошки. Факт, непобитен факт. Ние бараме системско решение. Дали пензионерите се незадоволни? Да, се незадоволни. Освен едни пензионери кои што се задоволни. Тоа е онаа Станка, која што е председателка на Сдруженијето на пензионери, кој што во клубот на пратеници се гушкаат со премиерот. Еве, не сакам да го спуштам нивото, но како еден предизвик, ние сме политичари, знаете дека сето она кое што ние го зборуваме тука го следат и граѓаните преку директен пренос. Имало ситуации каде што додека ние сме дебатирале во ова собрание, синдикатите надвор штрајкувале и чекале на нашите одлуки тука во парламентот, на нашите одлуки чекаат и пензионерите. Добро, нека се направи една дебата, една тркалезна маса или не знам како, и нека отиде Станка, гушкајки го Димитар Ковачевски, нека им го каже тој на пензионерите кои што штрајкуваат. Нека им го каже, или еве во Кавадарци имаше протест на пензионерите, секаде имаше, од секаде каде што доаѓам, и од Ѓорче Петров, од секаде имаше протест на пензионерите. Ние бараме системско решение. Ова кое што се случува во моментов не е системско решение. И трошки се, факт е дека се трошки. Сега ќе ви кажам зошто. Ако ги собереме сите антикризни мерки, кои што треба да завршат како помош кај граѓаните, тоа се отприлика по мои проценки некои 40 на милиони евра. Само завчера во РЕК се потпиша договор за јавна набавка со Марковски Доел компани за 60.000 евра дневно за користење на механизација. И замислете што се случува, надвор од законот, само тоа го прогласува како деловна тајна. А Агенцијата за заштита на информации од јавен карактер, каде што го заштитува правото на секој граѓанин да побара информација од јавен карактер, вели дека таков правен основ не постои. Тука е мојот проблем. Тука е проблемот на луѓето кои што седат од оваа страна. Ние бараме тие средства, ако сакате да зборуваме за тоа, тие средства ние мислиме дека треба да се префрлат во антикризни мерки кои што ќе се помогнат на граѓаните, а кои што системски ќе ги решаваат работите. Сега ќе ви кажам дали има пари. Да, има. Еве ги. Расходи стоки и услуги 5 милиарди денари повисоко од 2023-2024. Да ги ставиме тие на една ставка. Патни и дневни расходи се 770 милиони денари. Ете и тие да ги ставиме на посебна ставка. Договорни услуги 49 милиарди денари повеќе. Тие да ги ставиме на друга ставка. Материјали и ситен инвентар 5,6 милиарди денари повеќе. Тие ставите ги на друга ставка. Вие сте професор по математика, подобро го владеете ова од мене. Привремени вработувања 240 милиони денари. Купување на мебел 2,2 милиарди денари, а ставката купување возила 312 милиони денари. 228 милиони денари за изградба и реконструкција на административни објекти. Ете ги парите. Ете ги парите за системско решение. Ете ги парите каде што ВМРО ДПМН е ветува линарно покачување на пензиите. Еве ги парите. Еве ги. Ништо повеќе, ништо помалку. Еве ги парите за 200 денари студентски оброк. Еве ги парите за помош на средношколците, еве ги парите за помош на основците, еве ги парите за покачување на плати, за сите оние издатоци кои што треба да бидат како системско решение. Затоа уште еднаш ќе кажам, ние имаме различни толкувања на политиката и тоа е во ред. Вие можете да гледате од една страна, јас можам да гледам од друга страна. Но на крајот од денот во оваа дебата треба сите оние аргументи кои што ќе ги изнесеме да почиваат исклучиво на бројки. Затоа што на крајот од денот бројките не трпат импровизација. Таму има политички став, но на крајот во математиката, која што е суштинска операција во економијата, има знак кој што се вика еднакво. Благодарам.